Колега Мисовски, почитувана Георгиева, да, навистина ова е многу важен документ, така го почнавте вашиот говор. И јас се согласувам апсолутно со вас, но ви имате проблем со почитуваната министерка, за која што веројатно овој документ не е важен или најважен, затоа што на толку дневна дебата во Собранието на Република Македонија се одважи приближно 3 часа да биде присутна и да одговара на прашањата на пратениците пред македонската јавност, да ги брани битните ставови околу овој ребаланс. Толку околу важноста, со министерката договорете се дали ова е важен документ или не е важен документ. Јас мислам дека доволно беше вашата флоскула веќе да биде тргната на страна, кога велите дека ги враќаме парите кај граѓаните. Вие дава. Дали ги враќате парите кај граѓаните кога ги зголемивте даноците преку тој така наречен прогресивен данок? Односно, ги наградивте условно кажано во наводници оние најспособните што имаат највисоки примања. Дали ги враќате кај граѓаните парите кога ги зголемивте акцизата на дизел горивото? И дали така го решивте загадувањето со оние во оваа насока 27 инвертер клими во општина Аеродром? Дали ги враќате парите кај граѓаните или го олеснувате стопанисувањето со стопанските субјекти кога ги зголемувате придонесите? Еднаш ги зголемивте, сега од 1.1. уште еднаш ги зголемувате. Дали е во ред да расте бројот на вработени, а да се намалува продуктивноста, колешки Георгиева? И едно многу чудно, вие сте наставник, доаѓаме од истата фела, збор не кажавте за образованието. Но затоа вчера, затоа ве подсетија стопанствениците преку Стопанската комора и ви ги наброја 5 приоритети. Еден од тие е развој на образованието, односно издвојување на 5% од бруто домашниот производ да се имплементира во образовниот процес. Од тоа не гледам ништо во ребалансот, а убеден сум дека нема да биде вклучено ни во буџетот за 2020 година. И зарем вие, кога не повикавте да го гласаме овој ребаланс, јас ве повикувам вас, напротив, дали вие би го гласале овој ребаланс на буџетот во кој што се предвидува намалување на средствата за образование за 34%, ќе одам стапка по стапка. Реконструкција на средни училишта намалувате износ од 43% од буџетските средства. За развој и подготовка на наставни програми, што е многу битно, тоа ОЕЦД и Светска банка во сите извештаи ви го кажуваат. Намалување за 58%. Многу битна ставка која што секогаш кога ОЕЦД и Светска банка ги даваат своите извештаи за развој на образованието, а тоа е професионален развој и усовршување на воспитно-образовниот кадар, ги намалувате за вкупно 41%. И да не набројувам сите оние стапки од образовниот дел кои што со овој ребаланс драматично се намалува. И конечно да завршам и уште еднаш да повторам. 34% намалени средства за воспитно-образовниот процес. И јас ви повикувам, зошто, и ве прашувам, зошто во вашата дискусија ниту еднаш не го спомнавте образованието? А доаѓате од таа фела. И за ваков буџет или ваков ребаланс на буџет ќе гласате. Ако гласате, тогаш оставам граѓаните да судат дали или вашите и моите колеги дали го правите вистинскиот избор или не. Ви благодарам.